Еве, колеги пратеници, јавно ве прашувам. Бидејќи еден ваш колега го представи проектот на владата на Република Македонија, што тоа владата на Република Македонија направила во изминатите 10 години. Доста пене, може да го видите, нема нешто многу да се изненадите, нема нешто суштински, но еве, бидејќи реков, сакам да ви прифатам многу од тезите, јавно ве прашувам. Колеги пратеници, дали ВМРО ДПМН овие изминати 10 години изгради нови училишта? Еве, пратениците од ВМРО ДПМН гледам климаат со главата, велат да, ние изградивме нови училишта. Еве, јас го прифаќам. Дали ВМРО ДПМН реконструираше училишта? Еве, повторно, пратениците од ВМРО ДПМН климаат со главата, велат да, многу училишта реконструиравме. Некој спомена бројка од 350, Бог да чува. Прифаќам. Дали, колеги пратеници, изградивте нови сали? Еве, колеги, почитувани граѓани, пратениците од ВМРО ДПМН сега веќе не климаат со главата, туку и дофрлуваат, јавно кажуваат дека ВМРО ДПМН изградиле нови сали. И тоа предпоставуваме дел од овој проект на владата, каде што граѓаните во континуитет ги убедувате преку добри проекти дека тие треба да ви го дадат и во континуитет ви го дават гласот. Вакви теми, почитувани граѓани, имаме безброј во ова собрание. Бидејќи има многу лекари во пратеничката група на ВМРО ДПМН, истото се случува кога говориме за здравството. Изградили нови болници, да, ВМРО ДПМН изгради нови болници, реконструираше ли нови болници, да, изгради нови болници. И јас се тоа еве сакам да го прифатам. Ако е се тоа така, почитувани колеги пратеници од ВМРО ДПМН, тогаш зошто е овој циркус кој што сега го гледаме деновиве на избирачкиот список? Фантомски гласачи во Берово, фантомски гласачи во Струга, фантомски гласачи илјадници во Центар, во Кевкелија, во Кочани и така натака и така натака. Па ако се ова сте го направиле, ако сум бил јас председател на таа партија и премиер со години, па немало да дадам налог на моите најблиски соработници. Да се злоупотребува власта, да се формира злосторничко здружување, ви се молам, половина и повеќе од половина од извршниот комитет на ВМРО ДПМН се под обвинение дека формирале злосторничко здружување за изборни измами, изборен фалсификат, уцени, закани, рекет, за да дојдат во ситуација на крајно незаконски и противуставен начин да дојдат до победата во изминатиот период. Еве тогаш паѓаат вашата теза во вода. Дали сте избрани злосторничко здружение, повеќе од половина од извршниот комитет да му виси казна затвор од преку 3 години, за да дојдам до изборни манипулации кои што ќе ме доведат до Господин Мицовски, победа на информацијата изборите. Ваша Да, информација. точно зборам јас за состојбите во здравството. Еве, реков на почетокот во образованието, се извинувам. И информацијата е сгрешена. Точно, затоа кажав, не случајно се извинувам, направив лапсус, затоа кажав интерактивно ќе биде мојата дискусија. Инаку, господине Велјановски, можете вие во оваа интерактивна дебата да се приклучите. Ама не, вашата не е дебата. Состојбата во образованието или за состојбата во образованието или она што сега се случува во овој момент и 20 дена наназад во Комисијата за образование, вие требаше први да реагирате. Владата на шверцерски начин ни подметна формирање на нов универзитет Даме Груев. При тоа, бидејќи вие знам дека одлично го познавате деловникот, не смеевте такво законско решение спротивно на деловникот да го пуштите во процедура. Пишува дека универзитетот Даме Груев ќе се формира од средствата во буџетот, ќе има финансиски импликации, а при тоа на кореспондентната табела позади на законот, господине Велјановски, пишува 0 денари. А има една одредба од деловникот. Има една одредба од деловникот која што упатува директно на вас. Вие треба да го штитите деловникот. Точно пишува во еден од членовите дека ако некој било кој предлагач согласно уставот и деловникот поднесе законско решение кое што е спротивно деловникот, вие може да го вратите. Бидејќи говориме за формирање на универзитет
Прочитайте ја информацијата за овој вид на шверцеско однесување на пратениците на ВМРО ДПМН против уставно и против деловнички да се донесе вакво законско решение, пишува во информацијата за состојбите во образованието. Се надевам дека информациите кои што доаѓаат од страна на опозицијата вие ги читате. И убеден сум дека ги читате. И убеден сум, точно знам дека сте согласувате со ова што го говорам. Дека Универзитетот Дамјан Груев е обид на владеачкото мнозинство на крајно шверцерски начин да се донесе. При тоа, во образложението ведовникот јасно стои: ако има финансиски импликации, тие мора да бидат наведени. Нула. Значи, 0 денари за формирање на универзитет. Не случајно пред малку говорев за проектите на владата. Ако вакви проекти на владата биле крајно позитивни за граѓаните, тогаш граѓаните во Република Македонија требале на крајно позитивен начин да ги третираат проектите од страна на ВМРО ДПМН. А не да се случува тоа што ни се случува. Па затоа говорам, за такви проекти треба да добиете фер шанса, граѓаните на фер начин да ви дадат да победите на изборите. А не тоа да го правите како што сте го правиле во изминатиот период. Ја не гледам тука причина зошто оваа моја интерактивна дебата со пратениците не ја одобруваат. А еве ве повикувам јавно, можете да се вклучите. Јас го спорам тоа што беше теза на ВМРО ДПМН. Ако изградиле навистина нови 300 училишта или реконструирале 350 училишта, победата требало да биде кристално чиста. Ние сега немаше да се доведеме во ситуација да имаме пржински договор, каде што таа огромна поднаводници поддршка на граѓаните од 200.000 разлика се преточи во нов пржински договор, каде што, замислете, не само што изборната победа не би била кристално и повеќе на местото министар за внатрешни работи. Затоа велам, се е ова неговорење на вистината. Некој кога ќе кажеме дека некој лаже, се љути во ова собрание. Ама тоа се случуваме дека деновиве масовно се случува во Република Македонија. Значи, колеги пратеници, џабе мафтате со овие цедиња, кои што сите ние сме ги платиле на начин кој што е наведено во извештајот на ПРИБЕ и на Европската комисија. Како сте го злоупотребували законот за јавни набавки, како сте ги злоупотребувале финансите, се со цел да доаѓате до изборни победи кои што апсолутно не биле чисти. Нема потреба да мафтате со овие проекти. Логично е, нормално, така секаде е во Европа. Една влада, една владеачка гарнитура, ако на чесен начин се врши работата, ако има навистина општествено корисни проекти, добри проекти за граѓаните, нема потреба од манипулации, притисоци, уцени, закани. Јас знам, не ви се допаѓа ова што говорам. Заборавете ме мене. Заборавете опозицијата, сите пратеници кои што на оваа говорница го говорат за криминалното владење. Па тоа вашите пријатели, десничарите во Европската комисија ви го напиша во извештајот на ПРИБЕ. Високи владени функционери злоупотребувале позицијата за уцени, закани, рекет, притисоци врз јавната администрација, злоупотреба на законот за јавни набавки. Се со цел да формираат за осторничко. Мислам дека имате стомак за уште 5 секунди да не издржите оваа моја дискусија. Ма немаше за информацијата ништо. Тука завршувам. Очекувам дека Трајко Вилјановски ќе даде одговор зошто на шверцерски начин се обидува да протне законско решение за формирање на универзитет, каде што пише во законот дека ќе има финансиски импликации, а во кореспондентната табела стои 0 денари.